todos hasta arriba. Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Почитувани гледачи, здраво и добро дојавте во 13-тото издание од четвртата сезона од МТМ Кошаркарската лига. Во денешното издание ќе ви понудиме 3 надпревери кои се одиграа во спортската сала Градски парк. Ќе ја погледнеме стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова седмо коло кај генерацијата 99-2000, а на крајот на емисијата ќе видиме што се случуваше изминатата недела во Евролигата и NBA лигата со најновите топ 5 потези. Секако нема да ја заборавиме и најавата за следната емисија, каде седмото коло ќе го одиграат и децата од генерацијата 2001-2002. Вие, почитувани гледачи, останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 69-то издание на МТМ Кошаркарската лига. Стартуваме со првиот надпревар во денешната програма кај генерацијата 99-2000. Во рамките на седмото коло ќе настапат тимовите на Академија Баскет и АБП Сталоци. Во следните неколку минути ќе ги видиме најинтересните моменти од оваа средба. Најинтересен и најизравнет надпревар во ова коло одиграат тимовите на Академија Баскет и АБП Сталоци. Уште на самиот старт, поени се постигнува и на двете страни од теренот, па во една таква израмната игра, ниеден од тимовите не создаде поголема предност.
Сепак кошаркарите на АБ Пестолоци до крајот на полувремето беа подобри со 17-13, има предност по првите 20 минути игра. Waking up to action dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. Во третиот дел, стрелците како да застана, па така се постигнаа многу мал број на поени. Академија Баскет беше подобра и на крајот од овој дел ја намали разликата на -7 поен. Последната четвртина беше и најефикасна на средбата. И двата тима ја посакуваа победата и до крај не се знаеше кој ќе биде победникот. Сепак тимот на АБ Пестолоци не ја испушти предноста и на крајот стигна до победата од 34-31. Најдобар во тимот на победниците АБ Пестолоци беа Марко Марковиќ и Андри Брова, додека кај Академија Баскет најдобар стрелец беше Иван Балов. Јас сум Митко Костовски, селектор на најмладите македонски репрезентации, родени 99-2000 и тренер и собственик на кошаркарскиот клуб Квиско Баскет. А вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Душко Јаковчевски, тренер на КК Томас Тетово, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марија Видикова Николич, тренер на кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Снежана Николовска од кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Елија Танасова, тренер во кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци. Гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од седмото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 99-2000 се сретнаа тимовите на Томасо Тетово и Вардар Апаве.
Во следните неколку минути ќе ги погледнеме најдобрите моменти и од оваа средба. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age. Уште една одлична партија одиграа кошаркарите на Томасо Тетово, овој пат против составот на Вардар Паве. All systems go. Sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. I'm waking up. Доста куриозно, кошаркарите на Томас го заполнаа на преворот и создадоа двоцифрена предност по првата четвртина. Нивните контранапади беа енигма за вардарци, а доста успешни обиди има и од линијата за 3 поени. Па така уште на полуреме кошаркарите на Томасо Тетово направија недостижна предност од 32-12. Во последните две четвртини кошаркарите на Томасо Тетово само ја одржуваа високата предност и на крајот забележаа заслужена победа од 54-29. Кај Томасо Тетово најдобар поединец на надпреворот беше Фис Точи со 18 поени, 9 даде Дон Точи, а 7 Јетмир Мусаи. Кај Вардара Паве по 8 поени дадува Иван Русевски и Кристијан Утевски, а 5 коша постигна и Давид Јаневски. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт за најдобар играч на надпреворот MVP ја доби Фис Точи од тимот на Томас од Тетово. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига.
Во третиот надпревар ќе ги видиме кошаркарите на МН од Кавадарци и Квиско Баскет. Ги гледаме најинтересните моменти и од овој надпревар. Одличен надпревар одиграа овие два тима и слободно можеме да го прогласиме за најдобар и најефикасен надпревар во ова седмо коло кај генерацијата 99-2000 во МТМ Кошаркарската лига. По одличниот почеток на надпреварот за Квиско Баскет, сепак кошаркарите на МН од Кавадарци, до крајот на првиот дел со одлична серија на поени, се вратија во игра и го изедначија резултатот на 13-13. Изумрунетата игра проложи и во вториот период. Се играше буквално кош за кош. МН од Кавадарци за нијанса беше подобар противник во првото полувреме од Квиско Баскет и имаше поен предност на полувремето 31-30. Кошаркарите на Квиско Баскет буквално експлодираа во третиот период од надпреварот.
МНА немаше никакво решение и против игра за Квиско, кој пак до крајот на овој период направија и двоцифрена предност. Помалку изморени од брзата игра на Квиско баскет, кошаркарите на МНА од Кавадарци во последната четвртина немаа сили за нов пресврт. Со неколку погодени тројки поред, кошаркарите на Квиско баскет го решија победникот на надпреварот, па така Квиско баскет славеше со 74-59. Со 20 поени најдобар стрелец во тимот на Квиско баскет беше Мартин Дамјановски, 19 постигна Кристијан Перовски, а по 9 коша дадува и Даниел Србиновски и Кристијан Милошевиќ. Кај МНА од Кавадарци исто така 20 поени даде Александар Витанов, а 17 постигна Сашко Јанков. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Мартин Дамјановски од тимот на Квиско баскет. Последниот надпревар од ова седмо коло кај генерацијата 99-2000 помеѓу тимовите на Работнички и ФНП Академија е одложен. Здраво, јас сум Војан Станосов и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Адриан Умовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Апаве, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Сергеј Поповски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Апаве, а вие гледате МТМ лига. Јас сум Марко Тренчевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Апаве, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дамјан Кулевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Апаве, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следо рубриката Топ 5, каде ќе видиме најдобрите 5 потези од ова седмо коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 99-2000.
Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете ги најновите топ 5 потези во Кошаркарската Евролига и NBA лигата. Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Тука, почитувани гледачи, дојде и крајот на ова 13-то издание од четвртата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2013-2014. Сите оние деца кои сакаат да тренираат и да бидат дел од МТМ Кошаркарската лига и од Кошаркарскиот клуб Академија Баскет може да се јават на телефоните 078-211-279 и 078-393-657 или да пратат имејл на адресата academiabasket@yahoo.com. Ние, почитувани гледачи, се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно можете да ја гледате на програмата на МТМ телевизија.
следната недела ќе ги видиме децата од генерацијата 2001-2002 кои ќе го одиграат исто така седмото коло. Поздрав почитувани гледачи и љубители на кошарката на МТМ телевизија и се гледаме повторно за 7 дена.